На Канал 8 добродојдовте. Основните и средни училишта во Кучани се изјаснија дека се подготвени и ги исполнуваат условите за настава со физичко присуство. Побарале согласност од Министерството за образование, пошто одговорот ќе зависи по контролата на училишните установи. Сите основни и средни училишта од Кучани побарале согласност да одржуваат настава во училници со присуство на ученици. Петте основни и двете средни училишта доставија барања со образложенија дека ги исполнуваат условите и соодветниот број ученици за одржување настава со физичко присуство на сите ученици. Предлозите се доставени до Министерството за образование и одговорот ќе зависи по контролата на овие институции. Нашето училиште Крсте Петков Мистирков во Ризари, почитувајќи ги протоколите за изведување на физичко присуство на учениците, според бројот на ученици ги исполнува условите, така да ние поднесовме барање до основачот на училиштето, кој што ќе биде пропратено до комисијата и до Министерството. Доколку добиеме одлука за физичко присуство, сметам дека сме подготвени на тој начин да се изведува наставата, почитувајќи ги сите протоколи, сите мерки кои што се дадени во протоколот за изведување на настава со физичко присуство на учениците. За учениците од 1 до 3, веќе од 1 октомври според најавите, тие ќе бидат со физичко присуство, меѓутоа нашето барање е за учениците и од 4 до 9 одделение. Во нашето училиште наставата се организира во 2 смени. Училниците имат доволно простор со квадратура во која што учениците би седеле на растојание, почитувајќи ги мерките од 1,5 метар растојание од еден до друг, значи секој ученик во посебна клупа. Имаме обезбедено средства за дезинфекција, имаме обезбедено бесконтактни топломери за мерење на температурата и останатите мерки кои што се според протоколот за физичко присуство на учениците. Нашето училиште спроведе анкета со доставување на сите родители за изјави, во кои што изјави родителите го искажуваа своето мислење дали учениците би сакале да имаат физичко присуство или да продолжат со онлайн настава. По собирањето на изјавите од родителите, поголем дел од родителите се изјаснија за физичко присуство на учениците, така да нашето училиште е подготвено и за оние ученици кои што се изјаснија за онлайн настава, значи да им биде обезбедено таков вид на настава, како и за останатите кои што бараат физичко присуство. Меѓутоа, тоа се зависи од комисијата доколку ни дозволи во училиштето да се изведува физичко присуство. Од Министерството за образование истакнаа дека наскоро пред јавноста ќе биде промовирана и единствената национална платформа за онлайн учење. За прв пат во земјава ќе има таква платформа, која ќе биде едноставна за користење и за наставниците, за учениците и за родителите, но и од страна на образовните институции со двонасочна комуникација и направена на основа на добри практики. На 10 септември истече рокот за доставување барања од страна на образовните институции, кои ги разгледува владина комисија, пошто ќе даде конечна оценка дали може да организираат настава со физичко присуство согласно здравствените протоколи за функционирање во време на COVID-19 пандемија. Но од Министерството за образование сепак апелираа сите училишта да се подготвуваат за онлайн настава, бидејќи не се знае како ќе се менува епидемиолошката состојба. Книжевниот преведувач Дарко Спасов од Кучани доби награда од Македонската асоциација на издавачи за преводот од словенички на македонски на книгата за деца Мочурливци. Наградата е во рамки на саемот на книгата што се одржува во Скопје. Книгата за деца Мочурливци од словенечката авторка Барбара Симонити, чиј превод на македонски јазик го направи нашиот книжевен преведувач Дарко Спасов, ја добија во годишната награда за најдобра детска книга на саемот на книгата во Скопје. Наградата ја доделува Македонската асоциација на издавачи, која ваквата практика ја реализира веќе 4-та година поред, и тоа за повеќе категории книги издадени меѓу двата саема. Во образложението за наградата стои дека изборот на жири комисијата паднал на книгата Мочурливци, приказни од зелената корија, поради квалитетот на четивото и илустрациите, но уште повеќе и поради врвниот превод од словенечки на македонски јазик на Дарко Спасов.
Освен тоа, пофолби добива и уредништвото од страна на издавачкиот центар 3, што ја прави книгата магично место за уживање во приказната, но и во богатството на македонскиот мочурливски јазик. Освен овие награди, доделени се и награда за неуспешен домашен автор, која му припадна на писателот Петар Андоновски. Македонските книжевни класици на Петре М. Андреевски на издавачката куќа Арс Ламина е прогласена за најдобра едиција, како и за најдобро ликовно графички уредено издание. Звезда мрак и суштествата од Страшкоград од Билјана Црвенковска е победник во категоријата најкреативно издание, а електронската апликација на книга.мк на издавачкиот центар 3 го доби признанието за иновативност. Карантински приказни на издавачката куќа 3 го доби признанието за поттикнување општествена одговорност, додека кампањата Читањето е супер моќ на Арс Ламина беше наградена со специјално признание за промотор на читачката култура. Комисијата која одлучувала за признанијата е составена од новинарот Тони Димков, писателот Иван Шопов и Наташа Атанасова од Македонската асоциација на издавачи. 44 годишна жена од Кочани пријавила дека подолг период незиниот сопруг ја малтретирал, но не само неа, туку и незината малолетна ќерка. Полицијата го истражува случајот. На 9 септември во 12:30 часот во Оделението за внатрешни работи Кочани, 44 годишната жена СЗ пријавила дека подолг временски период таа и незината малолетна ќерка ВЗ во нивната семејна куќа биле малтретирани од страна на незиниот сопруг МЗ од Кочани, информираат од Оделението за внатрешни работи во Кочани. По комплетирање на случајот против МЗ ќе биде поднесена соодветна пријава. Во Кочани 5, во Виница 1 новозаболен од COVID-19 во последните 24 часа, информираат од Министерството за здравство. Со последните 5 активни случаи во Кочани се 43, а во Виница 26. 5 ново заразени со COVID-19 во Кочани во последните 24 часа, регистрира Министерството за здравство. Во Виница 1 ново заболен во последните 24 часа. Во меѓувреме, оздравени се уште 2 од Виница и 1 од Кочани. Со ново заразените во моментов во Кочани активни случаи на заразени се 43, а во Виница 26. Информираат од Министерството за здравство. Од почетокот на епидемијата во Кочани се регистрирани вкупно 174 случаи, а во Виница 85. Во последните 24 часа од направени 1410 тестирања, регистрирани се 121 нов случај на COVID-19, во Скопје 33, Охрид 11, Крива Паланка 9, Куманово 8, Штип, Тетово, Струга и Битола по 6, Кочани 5, Кавадарци и Гостивар по 4, Велес, Гевгелија, Струмица и Делчево по 3, Свети Николе и Прилеп по 2, Радовиш, Крушево, Македонски Брод, Берово, Валанда, во Виница и Кичево по 1 случај. Починати се 3 лица, 2 пациенти од Прилеп на 63 и 83 години и 1 пациент од Струга на 60 годишна возраст. Сите се починати во болнички услови. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 15.414. Бројката на оздравени пациенти е 12.896, на починати 637, а во моментов бројот на активни случаи во земјава изнесува 1881. Драмскиот аматерски фестивал продолжува викендов со 2 театарски представи и 1 промоција. Почитувајќи ги протоколите за COVID-19, фестивалската управа ги подсетува посетителите да ги почитуваат одредбите за лична заштита. Викендов продолжуваат настаните во рамки на 57-то издание на Драмскиот аматерски фестивал. На летната сцена на Центарот за култура Бели Мугли гостува театарската група од Домот на културата Тош Арсов од Виница со представата Класен непријател од Најджел Вилијамс. Режисер на представата е Столе Мицов, а играат Филип Стоилов, Мартин Милевски, Кристијан Ефтимов, Стефан Лазаров, Матеја Стојкова и Сара Јосифова. В сабота во рамки на фестивалската програма планирани се 2 настана. Во кафе барот Рокси од 14 часот ќе се одржи промоција на љубовната авторска поезија на Марина Гоцевска од Кочани.
Во вечерниот термин од 19 часот и 30 минути пак на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугли, драмското студио Spotlight од Штип ќе изведе представата Who the Fuck is Sunday на авторот Весна Куселска. Представата е во режија на Ефтим Трајчов Гјаурски и асистентката Стефанија Трифунова. Во представата играат Спаско Алексов, Дарко Наковски, Марија Велинова, Дејана Петреска, Марија Бреслиска, Стефанија Трифунова, Јоана Нашкова и Славица Ивановска. Сите посетители на настаните на Драмскиот аматерски фестивал се должни да ги почитуваат препораките за заштита од COVID-19, односно да носат маски и да го почитуваат минималното меѓусебно растојание од 2 метри. На 12 септември започнува 35-тиот меѓународен фолклорен фестивал Истиванско здравоживо. Поради пандемијата со COVID-19, годинава ќе се одржи онлайн, а планирани се 3 фестивалски онлайн вечери на 12, 13 и 15 септември во 20 часот. На 12 септември, сабота, започнува 35-тиот меѓународен фолклорен фестивал Истиванско здравоживо, кој што годинава ќе се одржи онлайн. Раководниот кадар на фолклорниот ансамбл Китка, на чело со претседателот Стојко Митковски, кој е организатор и директор на фестивалот, одлучија поради пандемијата со COVID-19 Истиванско здравоживо да се одржи онлайн. Така што Митковски ги информираше ансамблите од Македонија и голем број земји од светот дека треба да испратат неколку минутно видео со настап и тие тоа го направија. Фестивалот ќе се одржи од 11 до 17 септември онлайн, а планирани се 3 онлайн фестивалски вечери на 12, 13 и 15 септември од 20 часот. Годинава фестивалот се одржи во видеоизменет начин, преку 3 онлайн фестивалски вечери на 12, 13 и 15 септември од 20 часот ќе уживате во народни традиции од сите континенти. Во среда на 16 септември од 19 часот на плошадот Ангел Винички во Виница ќе уживате во фолклорното битие со ансамбли од сите региони на Македонија. Организатор фолклорен ансамбл Китка од Истибања, а под покровителство на Општина Виница и Министерство за култура на Македонија. Ова издание на Истиванско здравоживо е јубилејно. Се одбележуваат 2 значајни јубилеи: 45 години од формирањето на ансамблот Китка од Истибања и 35-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истиванско здравоживо. На Истиванското здравоживо, кој е светски реномиран фестивал, во изминативе 35 години, освен домашни, учествувале и странски ансамбли од разни континенти, а фестивалот го посетуваат голем број граѓани ширум републиката. Организатор и домакин секоја година е фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, под покровителство на Општината Виница и Министерството за култура. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се игра третото коло од првенството во втората фудбалска лига Исток. Кочанскиот второлигаш Осогово ќе биде домакин против Тиквеш, а Виничка Слога ќе игра во гости против Плачковица од Радовиш. По двонеделна пауза, викендов продолжува есенската сезона од првенството во втората фудбалска лига Исток. Откако во второто коло против екипата на Китго од Пехчево, Осогово играше нерешено, сега шансата за прва победа во второлигашкото друштво ќе ја бара на домашен терен. Ќе биде домакин на тимот на Тиквеш од Кавадарци. Дуелот во третото коло е закажан за сабота со почеток од 16 часот на стадионот Никола Мантов. И овој надпревар, како и претходните, ќе се игра без публика, согласно протоколот за заштита од COVID-19. Во меѓувреме, помеѓу паузата од надпреварувањето во првенството, жолто-сините во гости играа пријателски меч против тимот на Скупи, при што претрпеа пораз со резултатот 4:0. Во третото коло на втората фудбалска лига Исток, Виничка Слога ќе гостува во Радовиш на средба со Плачковица. Со оглед што домакините во изминатите 2 кола имаа 2 пораза и без бодови се последно пласирана екипа на табелата, може да се очекува тоа да биде добра можност за гостите од Виница да забележат добар резултат и да освојат најмалку бод. Средбата во Радовиш се игра исто така в сабота со почеток од 16 часот.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.